На самиот почеток би сакал да ви поставам едно прашање. Името на Јосафат беше споменато во контекст и во врска со едно правило, многу битно правило. Верувајте му на Господа својот Бог и ќе бидете, се сеќавате на тие зборови? Верувајте му на пророците негови, верувајте им на пророците негови и да, и разни преводи велат и ќе просперирате, и ќе бидете срекни, ќе се одржите. Би сакал да го прочитаме уште еднаш. А подоцна ќе разбереме зошто сакам да ги прочитаме овие зборови. Тоа е, навистина, втора книга Дневникот или Летописи, 20 глава, 20 стих. Тоа беше битката кај Текојската пустина. Исто така во времето на царот Јосафат и неговата победа над Моавците и Амонците. Ова ќе биде интересно некојаш да го проучиме одново целиот настан, самата битка, но вечер ќе немам време за тоа. Здравие друг пат. Само 20 стих сега. Утредента стана рано и тргнаа кон Текојската пустина, или некој преводи велат Текујската. И кога тргна, застана Јосафат и рече: чујте ме, јудејци и жители ерусалимски. Верувајте му на Господ вашиот Бог и ќе бидете цврсти, вели овој превод. Верувајте им на пророците негови и ќе имате успех, според овој превод. Константинов вели ќе се одржите. Други преводи како велат? Перси, имаш некој друг превод? Некој на влашки јазик некој имаш? Да, силни и ќе победите или ќе се одржите. Прекрасни зборови. Знаете што ми се допадна во врска со овие зборови, кога прв пат читав книгата Омега во летото 2000 година? Таму авторот Луис Уолтон вели овие зборови од Втора Дневникот, 20 глава, 20 стих, треба да бидат закачени во канцеларијата на секој председател на мисија, на унија, на дивизија, на област, на генерална конференција. Овие зборови. А зошто? Зошто треба да бидат таму закачени? Мејата сабота брат Никола за малку ќе ми ја украдеше проповедта. Така да се изразам. А јас сум благодарен што барем само ја начна таа тема, но не го кажа она што јас сакав да го кажам и мислев да го кажам. Па да.
да ја погледнеме уште еднаш таа слика, но претходно сакам да ви споменам една занимливост. Две занимливости поточно. Европската Унија и госпоѓата фон дер Лајен најавија веќе со новата година, а дали ќе биде така, ќе видиме, не знам, сите граѓани на Европската Унија да добијат дигитален идентитет, кој што ќе биде директно поврзан со дигитален паричник и дигиталната валута. Што значи тоа? Значи, замислите некоја електронска лична карта и со неа веќе да може да ги вршите сите плаќања, сите трансакции со помош на новата дигитална европска валута. Да. Меѓутоа, тука имаме граждани на Европската Унија. Дали така се однесува на нив? Има шанси на 1. јануари да добиете дигитален идентитет, баш ме интересира. Знаете, понекогаш си велам, како што велевме за време ковидот, за време вакцините, пред 2 години, колку е убаво што живееме не само во земја надвор од Европска Унија, и за кое што веќе сега се кажува отворено дека може би до 2030 нема ни да влегува таму. Барем не до тогаш. А дали Европската Унија ќе постои после тоа, не се знае. Но да го оставиме тоа на страна. Колку е убаво што живееме во контекст на овие завршни, апокалиптични настани. Колку е убаво што живееме во заостаната земја. Благословена заостанатост. Значи, кога гледам како глобалистиве се брзаат, значи, се сеќавам уште во мај 22 година имав проповед, го најавив тоа. Уште тогаш беше објавено дека 24-та година ја планираат за година на целосен премин на целата светска економија на дигитална валута. И очигледно дека се брзаат, им се брза сега. Има конкретна причина зашто се брзаат. Со ковидот се избрзаа, со вакцините се избрзаа и сега со дигиталните валути се брзаат. Зошто се брзаат? Има нешто. Времето е кратко. Има нешто. Затоа некогаш подоцна здрави. Но, колку е благословено да живееме во заостаната земја. Понекогаш кога ќе ви текне, еве, читајки вакви работи, леле, значи одма готово. Следната година ќе биде, што ќе биде кој ќе ми текне на Сара и Глумово, луѓе што живеат како во 18 век таму, со исклучок на моторните возила, да речеме. Понекогаш си викам, како има шанси ова нешто да заживее тука, во оваа земја? Не можам да си замислам. Пајде чајр до некаде изгледа цивилизиран, ама кој ќе ми текне на Глумово таму Сара и кој ќе ми текне тука луѓето со добитокот тука, со нивите, со бавчите. И се ти да им наметнеш на тие луѓе Шишево, ја не можам да си замислам дека вакво нешто и тоа почнувајќи од следната година, значи ќе нема денари, ќе нема пари, значи стабилноста ќе отиде демек јабана. Туку све електронски. Како бе све електронски? И што, и баба Менка ќе треба електронски да пазари? И да продава цвеќе, или?
Како електронски? Ја не можам да си замислам тоа албанците таму во Шишево и Глумово електронски да купуваат и да продаваат. Ми изгледа дека нивке им треба уште 2 века за такво нешто. Но, да не заборавиме дека последните настани ќе бидат брзи, многу брзи. Се сеќавате кога споменав, не сеќавам нија кога беше, дека на еден човек, беше некаде пролетоска, по име Дейвид Бенет, 57 годишен, му има пресадено генетски модифицирано свинско срце. Тој човек умре после само 2 месеци. Значи, ете го успехот на генетскиот инженеринг. Значи, денешниот генетски инженеринг се фали дека значи, луѓето се фалат дека со амалгамацијата, иако тие не ја нарекуваат така, дека ете човештвото ќе постигне напредок, ќе постигне прогрес. Што е прогресот? 2 месеци. Само 2 месеци, тоа е прогресот. Еден друг пациент, на кој исто така му беше пресадено свинско срце, по име Лоренс Фосет, тоа беше тука некаде септември, ако не се лажам, умре после само 6 седмици. Значи, ова е помалку од 2 месеци на Дейвид Бенет. Значи, Дейвид Бенет имаше 57 години, Лоренс Фосет имаше 58 години, само 6 месеци, 6 седмици. Значи, едниот 2 месеци, другиот 6 седмици. Ете го успехот на денешната медицина. Сакате да ви биде продолжен животот со свинско срце, плюс генетски модифицирано, за да организмот не го отврли, продолжен за 2 месеци. За 6 седмици. Па некој ќе рече, ама и тоа вреди. И 2 дена да се вреди. Шо вреди? Значи, успесите и фалбите на световната наука, која се користи со генетскиот инженеринг, се трагикомични. Најблаго речено, трагикомични. А колку долго Господ можел да продолжи нечiji живот? Ајде да го споредиме сега со Божијата сила. Медицината на 21. век со Божијата сила. Царот Езекија требаше да умре, се помоли на Господа, Господ му нареди на пророкот Исаија да се врати, само што ја напуштил овој царската палата, да се врати повторно кај царот и што да му каже? За колку време? 15 години. Се споредуваат ли 2 месеци, 6 седмици со 15 години? Не се сеќавам. Но тоа беше смртна болест. Царот се разболе. Така пишува. И тоа беше смртна болест и пророкот дојде да му пренесе Божја порака дека ќе умре. Да го подготви својот дом, да заврши све што треба да се заврши, затоа што ќе умре. Значи, брат Никола ни спомена дека една студија во Шведска, како што самиот рече,
не случајно таа земја, која што беше така земја бунтовник во однос на ковид мерките и ковид правилата уште 2020 година. Нова студија во Шведска покажала што дека ковид вакцините, значи според она месенџер РНК, односно на тукашниве јазици тоа се вика информационата РНК. Вакцините, генетски модифицираните вакцини, кои што започна со ковидот, навлегувале во јадрото на клетката, конкретно на црниот дроб, джигерот, и што навистина ја менуваат човечката ДНК, човечкиот генетски код. Еве ви, шведска научна студија од 2023 година. Зошто е ова битно? Ајде видиме колку ни е куса меморијата. Ајде, само 3 години се во прашање. Речи си 3, неполни 3. Што читавме на крајот од 2020-та, уште пред да почне 21-та година? Сеќавам уште декември 20-та, почнав да зборувам и тогашната проповед беше насловена против ГМО вакцините. Декември 20-та година. Тогаш Генералната конференција излезе со нејзино соопштение и се сеќавате што беше? Која беше препораката на Генералната конференција тогаш, пред 3 години, во врска со вакцините? Меѓутоа кажуваа нешто, внатре нешто, тврдеа нешто конкретно тие докторите од Лома Линда. Тврдеа нешто конкретно, дека вакцините не се штетни, затоа што не влегувале во јадрото на клетката и не ја менуваат нашата ДНК. Се сеќавате на тоа? Јас па тоа го нареков глупав аргумент, заради тоа да ги наречеш безбедни вакцините, бидејќи ние веќе имавме докази, уште пред тоа, јас уште во ноември пред тоа, имав докази дека овие нови вакцини генетски го модифицираат човечкиот организам. Влегувале или не влегувале во јадрото на клетките, не беше битно. Зошто? Зошто се наречени вака mRNA или според информационата рибонуклеинска киселина, преведено на наш македонски јазик. Во јадрото на клетката се наоѓа генетскиот код во молекулот на дезоксирибонуклеинската киселина или ДНК. Но, за да можат органелите на клетката или органите на самата клетка, распоредени во цитоплазмата, за да можат тие да произведуваат протеини, тие треба да ја добијат информацијата за тоа каков протеин да синтетизираат, да произведат, инструкциите за тоа што треба да направат, треба да ги добијат од јадрото на клетката, од ДНК. Кој ја пренесува таа информација од јадрото на клетката до самите органели, кои што треба да прават нови протеини. И секогаш така да ја ремонтираат секоја клетка со нов материјал. Тоа го прави тој молекул, информационата РНК, рибонуклеинска киселина. Таа служи како курир, транспорт, врска
ја носи инструкцијата од ДНК, од јадрото, ја носи до секоја органела, до секое место кај што треба да се произведуваат нови протеини во клетката, во самата клетка. И како што беше објаснето од самите научни студии, уште тогаш, што прават новите вакцини, овие ГМО вакцините? Тие интервенираат во самата ова РНК, информационата или месенџер РНК, наместо инструкциите од јадрото, од ДНК-та, тие до органелите да носат нови инструкции, добиени од самите вакцини. Кога ја тоа прв пат го прочитав во ноември 20 година, значи ова е генетско модифицирање на целиот човечки организам. На секоја клетка, од секое ткиво. Со самиот вирус на COVID не беше засегнато секое ткиво. Значи беа, да речеме, дишните патишта, бели дробови, но не, например, мозок или коски или кожа. Но со ГМО вакциниве, сите клетки од сите ткива, и коски, и коса, и мозок, сите треба да произведат нов протеин, не според инструкциите од јадрото, од ДНК, од нашиот генетски код, туку според инструкциите добиени од вакцината. И сите треба да го произведат тој рогатиот протеин, кој што и Никола го спомна минатата сабота, е спайк протеинот, што го викаат на англиски. Генетско модифицирање на целиот човечки организам. Амалгамација, пар екселанс. Но Генералната конференција тврдеше безбедни се вакцините затоа што не влегувала во јадрото на клетката и не ја менувала нашата ДНК. Дали они, сега се прашувам, дали они го знаеле тоа? Дали они тогаш, дали во Лома Линда правеле некое испитување за да утврдат дали навистина влегува во јадрото или не влегува? Јас реков, тоа не е битно дали влегува или не влегува. Јас веќе имав доказ дека овие вакцини генетски го модифицираат човечкиот организам. Влегувале или не влегувале во јадрото, не беше битно. Меѓутоа, ја не верувам дека Лома Линда се занимавало со проучување на ова прашање. Дали влегува или не влегува во јадрото. Тие само така го тропнале тоа на памет, од преголема желба да обезбедат каков таков компромис, да бидат на Бош. И така беше насловена една моја тогашна проповед. На Бош. И не помина, 3 години не помина се уште, веќе се уште сме на почеток на декември горе-долу, а тогаш беше на крај на декември 20 година. Уште 3 години не помина, се разбира, оваа студија од Шведска е искочена минатиот месец, ако не и порано, не знам точно кога. Што вели тука, март месец. Ова било од лани, па го криеле. На лагата и се куси нозете. Преголемата желба како да се направи компромис. Како да се прогласат вакцините за безбедни, кога не се безбедни. Имавме доказ дека вакцините се амалгамација, се безобзирно злодело, како што го нарече духот на пророштвото. Се нешто што го обезличува Божиот лик во човекот.
нешто што создава конфузија во природата, нешто заради што Господ го уништил целиот предпотопен свет, заради тој греф, последен греф, капак греф, греф на сите гревови, генетското модифицирање на организмите, дури и на човечкиот организам. Имавме доказ дека е тоа амалгамација, дека е тоа последниот греф, дека е тоа нешто што самиот Господ го прогласил за безобзирно злодело, а докторите од Лома Линда се обидува тоа истото да го представат како нешто безазлено, нешто безбедно, со измислен изговор, дека наводно не влегува во јадрото на клетката и не ја менува нашата ДНК. Па еве влегува во јадрото и ја менува ДНК-та. И што правиме сега? Се фатија во лага. И кога зборував за Бош, што реков? Кога паричката е на Бош, колку долго може да биде во таа положба? Многу кратко време. Ке падне или на едната, или на другата страна. Не можеш да бидеш на Бош, не можеш долго време да правиш компромис помеѓу гревот и вистината. Не можеш. Пилат тоа се обиде и го чинеше душа. Не можеш. Всушност, размислувајќи денес за тоа, Пилат испаѓа каде по-чесен во овој случај од Генералната конференција. Пилат 2 пати изјавил дека Исус е невин. Не наоѓам вина во него. Според римското право, доволно било само еднаш да го изјави тоа, а не дури 2 пати. Според римското право, ако првостепениот судија, во случајов Пилат, јавно изјавил дека обвинетиот не е виновен, тоа значило правосилна, ослободителна пресуда. Но не еднаш, 2 пати изјавил Пилат дека Исус е невин. Значи, де јуре, правно, Христос бил ослободен од обвинението во Пилатовата судница, и тоа не еднаш, 2 пати. Правно бил ослободен од обвиненијата. Што бил проблемот кај Пилат? Што сега Пилат немал храброст, или како што јас велам за многу денешни политичари, немаат машкост да ја спроведат таа правна одлука. Де факто да го ослободи Исуса. Но правно Исус бил ослободен од обвиненијата. И тоа не еднаш, туку 2 пати. Во нашата аналогија, тоа е како Генерална конференција да се согласила со мене пред 3 години и да рекла дека вакциниве, овие COVID вакциниве, ГМО, Pfizer, Майзер вакциниве, се амалгамација, се генетско модифицирање на човечките клетки, на човечкиот организам. Дали тоа го рекле? Не. Видите колку Пилат бил по-чесен. Пилат 2 пати изјавил Христос е невин, само немал храброст де факто да го ослободи. Но Генерална конференција не призна дека овие вакцини се амалгамација и потпаѓаат под осудата на духот на пророштвото. Туку ги препорача. И не само што ги препорача, туку паднаа толку ниско во желбата да бидат
компромисни, како да бидеме пак верни на Бога, ама како и да му угодиме и на зверот, односно како да не го налутиме зверот, а да си останеме верни на Бога. Може ли така? Или, како што вели нашиот народ, и волкот сит, и овците на број. Може ли така? Не може. Не може. И паричката на Генерална конференција падна на која страна? На ѓаволската страна падна. На страната на зверот падна. И оваа шведска студија, од лани, значи уште, ја фати Генерална конференција и Лома Линда целата ја фатија во лага. Сега ќе се извинат ли? Ќе излезат и во јавност да се извинат за оваа лага од пред 3 години. Што е сега битното? Дури велеа, се сеќавам дури Драготин Матак исто на својот профил. Генерална конференција го како го рече, го промиче, рече на хрватски, го промовира, го застапува вакцинирањето за да се на своите членови, за да се постигне, и сега го користи речник од сатанската здравствена организација, за да се постигне имунитет на крдо. Да ве потсетам и на тоа. Значи, ѓаволиве, глобалистите, светот, светската популација ја нарекле крдо. Стока ве нарекле. Да, како Пендаровски својот народ. И сега, испаѓа дека сите што се вакцинирале, ја го прифатиле тој идентитет за себе си. Да, ние сме стока, ние сме добиток, ние сме крдо. Јас ми јав напишано на профилот на братот Матак, срам вас било, вашите верници и вие, вашите членови ги прогласивте за крдо, за крави васански, така им напишав. Според зборовите на пророкот. Колку страшно, какви страшни последици носи желбата за компромис со гревот. И тоа со последниот грев во случајов, со најстрашниот грев заради кој Господ го уништил предпотопниот свет. Таа желбата да се направи компромис, реков, и пилата го кошташе душа, и евреите колективно ги однесе до тоа дередже да се откажат од Господ, од својата религија да се откажат. Бесно, урлајки пред пилата, немаме друг цар, освен Цезарот. Значи, више ниту Господ, ниту Јахве, ни Библија, ни ништо, освен Цезарот. Цел Стар Завет го порекна, сакајќи да го порекнат Христа, го порекна и нивниот Господ, го порекна целиот Стар Завет, ја порекна цела своја Библија, ја порекна цела своја историја. Страшно. Дали јас знаев пред 3 години влегуваат ли или не влегуваат вакцините во јадрото на клетките? Дали јас го знаев тоа? Не. Го прогласив за ирелевантно, меѓутоа, дали баш ова се случува, не знаев. Не сум ниту стручен, ниту можев тогаш да го проверувам тоа, ниту ми беше битно. Дали вие знаевте?
Дали вие однапред знаевте, дали ние однапред знаевме дека вакцините се штетни или корисни и безбедни? Однапред не знаевме. Отпосле бевме потврдени. Отпосле. Отпосле нашиот став беше оправдан. Со се што се случуваше отпосле. До денес. И ова како капак. Но што знаевме? Што знаевме за да ја избереме вистинската страна во таа тогашна криза пред 2-3 години? Што знаевме? Ете, не сме ние молекуларни биолози, не сме ние биохемичари, не сме ние стручњаци, не сме ние доктори, не бевме ние ниту Монтањеовци, ниту, како се викаше, Христијан Перон. Не бевме никој од нив, но што знаевме? Го знаевме Словото Божјо. Верувајте му на Господа вашиот Бог и ќе биете цврсти. Верувајте им на пророците негови и ќе се одржите. Ќе имате успех. Ние не бевме попаметни од светот. Ние не бевме попаметни од оние што се вакцинираа. Ние не бевме попаметни од цела световна наука. Ние не бевме посилни од цели нации, цели влади, цели институции. Ние не бевме попаметни и од Генерална конференција на Адвентистите на 7-миот ден. Ние само поверувавме на духот на пророштвото. А сето друго е историја со која што Господ го потврди тој став. Ја потврди нашата вера. И затоа мнозина денес изјавуваат дека сите вие и некои стручњаци меѓу нив, сите вие што не се вакциниравте, тоа е голем подвиг. Сите вие што не попуштивте на тој притисок тогаш, тоа е голем подвиг. И тоа е голем успех. Иако ние нема да дозволиме тоа да не зашемети, да не удри слава во глава, ние знаеме дека тоа беше само почеток, дека тоа беше само загревање. И дека вистинските, новите и пострашни искушенија допрва доаѓаат. Но од ништо нема да се плашиме, затоа што поголем, посилен и пострашен од сите нив е нашиот Господ. Нему нека му е фала и слава вечно. Амин.